Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно ги зголеми санкциите против Северна Кореја во врска со шестиот и најмоќен нуклеарен тест што го изврши таа земја на 3 септември. Ова е 9-та резолуција за санкции едногласно усвоена од страна на 15 члени од Совет за безбедност од 2006 година поради балистичките ракетни и нуклеарни програми на Северна Кореја. Соединетите држави ја ублажија почетната поостра нацрт резолуција со цел да добијат поддршката од Кина и Русија, кои се главни сојузници на Северна Кореја. Резолуцијата наметнува забрана за кондензанти и течности на природен газ, ограничување од 2 милиони барели годишно за рафинирани нафтени продукти, како и ограничување на извозот на сурова нафта во Северна Кореја. Најголем снабдувач на Северна Кореја со сурова нафта е Кина. Кинескиот амбасадор во Обединетите нации Лиу Џиеји ја повика Северна Кореја сериозно да ги свати очекувањата и волјата на меѓународната заедница за да го запре развојот на нуклеарните и балистичките проектили и ги повика сите страни да не ги креваат тензиите. Рускиот амбасадор Василий Небензија повторно го покрена руско-кинескиот предлог за истовремено суспендирање на тестирањето нуклеарни и балистички ракети и на американските и јужнокорејските воени вежби во обид да започнат разговори. Овој предлог беше отфрлен од Вашингтон. Считаем крупной ошибкой недооценку этой российско-китайской инициативы. Она остается на столе Совета Безопасности ООН, и мы будем настаивать на ее рассмотрении. Американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хейли по усвојувањето на резолуцијата изјави: We don't take pleasure in further strengthening sanctions today. We are not looking for war. The North Korean regime has not yet passed the point of no return. If it agrees to stop its nuclear program, it can reclaim its future. If it proves it can live in peace, the world will live in peace with it. Во понеделникот Пјонгјанг ги предупреди Соединетите држави дека ќе платат соодветна цена за нивните напори за заострување на санкциите на Обединетите нации. Мерките кои ќе ги преземеме ќе нанесат на Соединетите држави најголемо страдање и болка во историјата на таа земја, се наведува во соопштението на Севернокорејското министерство за надворешни работи.